се наоѓаме во сектор за санитарна контрола на водата за пиење во град Скопје. При јавното предпријатие Водовод и канализација се наоѓаме во една од лабораториите. Ке разговарам со водителката на овој сектор, Емилија Аневска. Добро утро, како сте? Добро утро и на вас, добре дојдовте во нашиот сектор. Веќе имавме можност и прилика да погледнеме доста од вашите досегашни работи утрово, меѓутоа, ајде, некои генерални прашања, знаеме, верувам дека е така, дека пиеме здрава и чиста вода, од колку мерни места се зема и еве, нека бидат 3 прашања во едно, тука се вршите бактериолошка и хемиска анализа на вода. Значи вака, градот Скопје се снабдува со питка вода од двете каптажи на изворот Рашче и по потреба се дополнува од бунарскиот систем Нерези и Лепенец. Ние како сектор имаме обврска секојдневно да одиме на терен, земаме примероци од 36 мерни места во градот Скопје и 14 мерни места кои што се од околината на градот Скопје. На сите тие мерни места им се прават испитувања, хемиска анализа и микробиолошка анализа. Се прават, верувам, сега ја малку и новинарски ве прашувам, одделно и хемиската и микробиолошката анализа, што покажуваат секојдневните проверки на водата? Секојдневните проверки покажуваат дека водата која што ја пијат жителите на градот Скопје е санитарно исправна и безбедна за пиење и ги задоволува сите критериуми на правилникот за безбедност на пиење за храна, за вода. Ние сега каде моментно се наоѓаме? Во моментов се во хроматографската лабораторија во одделот за хемиски анализи. Можам да забележам дека имате посовремена апаратура? Во оваа лабораторија има инструментални техники како одредување на вкупен органски јаглерод. Во моментов се прави анализа на со јонски хроматограф, односно определување на аниони и катиони во питката вода и определување на трихолометани со гаснен хроматограф. Сакам да ве прашам, пред да го видиме и опитот што ќе ни го покаже вашата колешка, во секојдневните контроли на овие мерни места што се зима, има ли разлика во квалитетот на водата во однос на годишните времења или тоа е сосема независно од временските услови? Вака сега, има промена само од аспект на микробиолошката анализа, но тоа се случува кај сировата вода која што доаѓа од изворот Рашче. А водата која што е хлорирана и е во мрежа е санитарно безбедна и исправна за пиење. Сите оние можеме ли да некако апелираме, бидејќи голем дел од населението и оние што живеат вон градот Скопје, од околината Скопје, може да дојдат кај вас да донесат вода да направите контрола? Ние соработуваме и со надворешни странки по нивно барање. Значи што значи тоа дека кога сакаат да испитат некој бунар или некоја третирана вода, се обраќаат кај нас со тоа што ние им објаснуваме начин на земање примерок или пак во случајот оди наша екипа да земе примерок и потоа изработуваме анализа. Значи ли дека во период, сега сме веќе навлезени во есента, иако е сончево времето, обилните врнежи од дожд влијаат ли на квалитетот на водата? Водата која што е од Рашче е доста стабилна во однос на хемизмот, е со еден избалансиран состав, така да од тој аспект граѓаните на Скопје можат да не се грижат и дека ние стоиме позади тоа, затоа постоиме за да го проверуваме секојдневно, да ја проверуваме водата од крајниот потрошувач. Секогаш сакаат да прашуваат граѓаните и зборуваат дека, на пример, особено оние што се во стамбените згради, во повисоките зони, дека водата има некаква миризба, дали треба да се грижат и воопшто дали влијаат водоводните цевки, подземната инфраструктура, сите оние водоводни цевки што доаѓаат до чешмата каде што се пушта вода. Тоа се минимални промени во однос на квалитетот на водата и претежно од малата потрошувачка во стамбените единици. Тоа знае да се случува во текот на летниот период, кога граѓаните го користат својот годишен одмор и во становите нема потрошувачка на вода од водите од домовите. Меѓутоа и тоа се решава со едно кратко испирање или народски кажано да се пушти чешмата да се истече и тоа е минлива работа. Сега ќе ве замолам да одиме до кај вашата колешка да го погледнеме
опитот? Значи во моментов колешката прави припрема на примерок за определување на трихолометани со гасен хроматограф, со тоа што го зема примерокот, му додава органски растворувач, се прави, има процес на екстракција и се зема дел од екстрактот кој што се става во вијалата и се става во семплерот на гасниот хроматограф. Доста хемиски изрази, тоа значи дека е хемиска анализа на водата? Да, хемиска анализа. Можам само и да надополнам дека во делот на микробиологијата сме снабдени со PCR техника, што значи дека кога имаме потреба од брза анализа, за да ја знаеме состојбата на водоводната мрежа, за помалку од 4 часа знаеме дали водата која што ја пијат скопјани е исправна и безбедна за пиење. Сега каде оди водата во кој дел? Сега оди примерокот во семплерот на гасниот хроматограф, се повикува калибрационата крива и се оди на понатамошна анализа. Морам да забележам вешто брзо, тоа е секојдневно, меѓутоа голема работа. Нас ни е тоа рутина. Во овој сектор има стручен тим кој што е соодветно обучен и континуирано работи. Сосема на крај, сакам да ве прашам, еве сигурно е тоа прашање од граѓаните и од вашите потребувачи и корисници, каква вода треба да пиеме од чешма или претежно, знаеме кога сме и на работа, кога имаме обврски надвор од домот, да пиеме флаширана, особено во пластика. Наша препорака е секогаш кога сме во можност да ја пиеме водата од чешма, секако добро истечена. Верувам дека тоа секогаш е така и мораме да се пофалиме, барем тоа досега сте го кажувале, дека скопјани пијат чиста вода? Чиста вода и безбедна за пиење. Ви благодарам многу што се вклучивте директно во утринската програма на Македонската телевизија. Не застануваме тука, ќе дојдеме следен пат. Секако, ние сме тука, продолжуваме со работа, поради тоа што сме акредитирана лабораторија, нонстоп подлежиме на проверки и секако мора да воведуваме и нови методи, така да кога ќе имаме некоја новина, ќе ве повикаме. Ви благодарам уште еднаш.